Добро вечер, почитувани слушатели. И благослов Божи, вие кои што ова вечер се разбира ќе ја слушате емисијата Гласот на вистината. На вистина, уште една емисија по милоста Божја. Се разбира да можеме и оваа вечер да се поучиме од Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Почитувани слушатели, сакам само да напоменам, иако претходно во неколку емисии напоменав дека ние исклучително зборуваме од Светото Писмо. Зборуваме од Библијата. Зборуваме од Словото на нашиот Господ и Спасител. И се поучуваме, се разбира, од оваа прекрасна книга. Книга која што е инспирирана од Духот Свети, всушност Божја книга. Книга која доаѓа од самиот Господ Бог. Зборуваме за големите животни прашања. Зборуваме за тоа дека Бог не познава. И минатата емисија зборуваме за тие нешта. Дека Бог не познава од кого е да е било повеќе. И ако добро се сеќавате, ви дадов два примери, иако постојат повеќе примери, но сепак ви дадов два примери. Како Бог му се обраќа на пророкот Еремија дека тој го познава уште во утробата на неговата мајка. Па дури на ист начин ни зборува 50-тиот псалом, дека Бог не познава уште од утробата на нашата мајка. Тоа значи дека нема нешто што е сокриено пред очите на Господа. Бог гледа се и се е голо пред неговите очи. Со тоа узнаваме дека Бог добро не познава. И тоа како добро не познава, затоа што тој е мајстор на овој свет. Бог го креирал светот и многу добро го познава. Библијата вели и виде Бог дека е добро. И на крајот од сето тоа Бог го твори човекот со својата небесна рака, како круна на неговите созданија. Само овие нешта ни даваат доволно информации дека Бог не познава и дека ние не можеме да се скриеме од Бога, иако понекогаш можеби покушуваме на некој начин да го скриеме особено нашиот таен живот. Сметаме дека никој не гледа или одреден број на луѓе го познаваат нашиот живот. Но, почитувани слушатели, напоменав дека Бог го знае и нашиот таен, но нашиот и јавен живот. Бог знае се за нас. Видовме преку Словото Господово како Бог им се обраќа на 7 цркви, кои се во Мала Азија, денешна, се разбира, Турција. И таму видовме за Ефес, за Смирна, за Пергам, за Тијатир, за Сард, за Филаделфија и за Лаодикеја. Видовме како Бог им се обраќа и како Бог на овие цркви, глобално на сите, но првенствено на водачот на тие цркви, им се обраќа дека ги знам делата твои. Потоа видовме во првата глава, 16 и 20 стих, дека Бог е оној кој ги држи 7 цркви во неговата десница. Значи, Бог е тој кој не држи, Бог е тој кој не знае. Ние сме во неговата десна рака. Всушност, нашиот живот е во неговите раци. Без разлика како ние го гледаме нашиот живот, како денеска другите го гледаат нашиот живот. Но Бог го знае, како што реков, нашиот јавен и нашиот таен живот. Почитувани слушатели, кога ќе дојде време на судот, затоа што видовме како Библијата вели дека на човекот му е определено еднаш да умре, а потоа да излезе на суд. На една прилика, или во една прилика, Исус им вели, на луѓето им се обраќа дека јас нема да ве судам, туку вашите дела ќе ве судаат. Бог многу добро, се разбира, не познава. Па дури во Новиот Завет вели, немаше никој потреба да му каже на Исус за човекот, затоа што самиот Исус знаеше што има, се разбира, во човекот. Бог го знае целокупниот наш живот. Се што ние правиме во текот на нашиот живот, во текот на нашите години, Бог знае. И внимавајте, ние сите ќе сносиме пред Бога
одговорност. Може би денеска да заобиколиме, да отскокнеме многу работи. Да имаме пријатели каде што ќе можат да ни помогнат во одредени нешта. Меѓутоа, пред очите на Господа, кога ќе застанеме пред Неговото свето и достојно лице, никој ќе не може да отскокни, никој ќе не може да му помогне. Затоа Библијата го опишува Бог како праведен судија. Јас сакам ова вечер, покрај тоа што Бог не предупредува, ни укажува дека не познава, ги познава нашите дела, ја познава нашата зафатеност, нашиот живот, тој со тоа сака да ни каже дека кога ќе дојде време за судот, дека точно ќе не можеме да се одбраниме, затоа што тој унапред не предупредува. Тој унапред се разбира не изборува, како што псалмистот Давид, нели во неговиот 7 псалм 11 стих ни пишува: Бог е праведен судија и секојдневно не предупредува. Со ваквите принципи, со ваквиот начин на однесување од страна на Бога, тој не предупредува. Тој ни укажува. Тој сака да не врати на колосек. Бог не сака да ни суди, туку Бог сака да ја отвори неговата врата на милост, вратата на Царството Божјо, и Бог сака сите луѓе да се спасат и да бидат дел од тоа Царство Божјо. Па затоа и ние како емисија постоиме за да можеме да ја проповедаме таа благопријатна Господова година, да ви го проповедаме Царството Божјо и сакаме преку ова емисија да ви укажеме дека се уште вратата на милоста е отворена и дека Бог се уште ве чека. Апостолот Петар точно зборува за тие нешта, дека Бог нема да заборави, ниту нема да задоцни со неговото доаѓање, за неговото второ или триумфално доаѓање, но тој долго трпи за да можат луѓето да се покајат и едноставно да се спасат, и тоа е волјата Божја за да можат да станат дел од неговото царство. Бог никој не сака да завршат во пеколот. Бог го сака човекот, но повторно ќе зборуваме за изборот. И затоа Бог не предупредува што и да правиме, каков избор да направиме во нашиот живот. Бог не предупредува. И тоа секојдневно Бог не предупредува во нашето срце и во нашата совест. Затоа што Библијата зборува дека тој е внатрешен природен закон, каде Бог ни зборува длабоко во нашето срце и во нашата совест. Знаете, кога правиме непријатни работи, таа не осудува. Кога правиме добри работи, таа не наградува. Всушност, таа е глас Божи. Почитувани слушатели, како што реков, Бог е праведен судија. И сакам ова вечер да зборуваме точно дека покрај тоа што тој не познава, покрај тоа што тој ги предупредува седмите цркви, тој не предупредува денеска, се разбира, и сите нас. Во книгата Проповедник, 12 глава, 14 стих вика вака: А Бог ќе суди секое дело, вклучувајќи го она што е тајно, било добро или лошо. Внимавајте, уште еднаш би сакал да го цитирам овој стих кој ни е запишан во книгата Проповедник. Оваа книга, се разбира, се наоѓа во Стариот Завет и се мисли дека е напишал мудриот Соломон, всушност синот на Давид или на цар Давид. И затоа се смета дека е пишувал Соломон. И вели: а Бог ќе суди, внимавајте, секое дело, вклучувајќи го она што е тајно, било добро или зло. Бог се ќе суди. Бог ќе го суди нашиот надворешен и нашиот внатрешен живот. Доброто и злото ќе излезат на површина. Па дури во Библијата вели дека од покривите ќе се вика, се ќе биде откриено, се ќе биде јасно, ќе нема нешто што ќе биде сокриено. Или ние ќе ја немаме таа опција, таа можност да можеме одредени работи да ги скријаме, како што тоа денеска, се разбира, го правиме ние. Внимавајте, на некој начин ние сите имаме некој таен живот, но Бог го знае тој таен живот. Внимавајте, тој таен живот може да биде живот кој би донесел слава на Господа, но и живот кој може да не однеси
и во пеколот. Во Псалмо 56 вели вака: И небесата ќе огласат неговата праведност, зашто Бог е судија. Значи, Бог е судија. Секаде Библијата всушност не предупредува. Еве во Римјаните 2 глава 3 стих вика вака: Зар не мислиш, о човеку, дека ќе го избегнеш Божиот суд? Ти кој осудуваш оние што прават такви работи, а такви работи правиш и ти. Значи, внимавајте, никој не може да го избегне Божиот суд. Сите ние ќе застанеме, се разбира, пред Божиот суд. Да не се залажуваме дека ќе го избегнеме, се разбира, тој суд. Во 2 Коринтијаните 5 глава 10 стих вика: Зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд, да секој да прими што заслужил, според она што го извршил во телото свое, било добро или лошо. Внимавајте, зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд, да секој да прими што заслужил, според она што го извршил во своето тело, било добро или лошо. Па дури Исус зборува дека луѓето ќе одговараат на судниот ден за секој збор несмислен. Внимавајте, за секој збор несмислен ќе одговараме пред Господа. Ќе бидеме виновни пред Господа. И Бог е тој кој ќе ни суди, се разбира, по правда. Во 2 Солуњаните 1 глава 5 стих вика: Тој е доказ за праведниот Божи суд, дека веќе ќе се удостои со Царството Божјо за кое страдате. Тоа е доказ за праведниот Божи суд. Библијата го опишува Божиот суд како праведен. Всушност, судијата е самиот праведен и тој ќе суди, се разбира, по правда. Почитувани слушатели, сакам да ве оставам ова ноќ со оваа мисла. Бог е се праведен, го наградува доброто и го казнува злото. Ова нам не ни е даено во знаење, дека Бог не е љубов. Напротив, Бог е љубов и тој е изворот на љубовта. Така да не забораваме, меѓутоа тој е свет и се праведен. Бог суди по правда. Значи, не смееме да заборавиме и да го отфрлиме тоа, да кажеме дека по сето ова можеме да дојдеме до заклучок дека Бог е љубов и ќе го избегнеме Божиот суд. Да, Бог е љубов и тој е изворот на љубовта, но исто така Бог е свет и Бог е праведен. И затоа тој не го толерира гревот, затоа што тој е светлина и во него нема никаква темнина. И тој е праведен судија. Тој ќе суди по правда. Ако даде Господ, наредната емисија ќе продолжиме понатаму со истата тема. Ќе видиме каков е судот Божи. Ќе видиме како изгледа тој суд Божи. Зборувавме за Бог, дека тој е праведен судија и дека тој секојдневно не предупредува и дека тој не познава. Затоа, почитувани слушатели, навистина треба да се опаметиме како народ. Треба да предземиме чекор, затоа што Бог не предупредува. Се уште не е касно да можеме навистина да се вратиме назад, онаму каде што Бог сака. Како онај изгубен син, кој рекол: ќе се вратам при мојот татко и ќе му се извинам и ќе му кажам: татко, сега не ме примај како твој син, туку како твој слуга. Но верувајте ми, раците Божи се секогаш отворени за секого еден од нас. Бог чека на секого еден од нас и тој сака да бидеме заедно со него, а не одвоени од него. Како што таткото сака синот и ќерката, се разбира, да бидат во негово присуство, да бидат со него. Така и Бог сака да бидеме заедно со него. Размислете добро за сите овие нешта. Застани, размисли, направи избор и спаси се. Пријатна вечер, Господ со вас и се разбира, Бог нека ве благослови. Се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер, почитувани слушатели.